сакам да истакнам дека во изминатите 2 години интензивно работиме на развој на имплементација на урбаната мобилност на национално ниво и дека една од општините избрана за да добие поддршка од отворениот регионален фонд на Југоисточна Европа и Куманово. Меѓутоа, еве, Куманово единствено од другите општини се определи да толку брзо и веднаш да започне со изработка на овој план за одржлива урбана мобилност. Тоа покажува дека сме постигнале една од целите која што ја имавме со проектот за поддршка на општините, односно постигнавме унапредување на капацитетите и на ресурсите на општината, затоа што со овој пристап општината покажува дека ги интегрира заштитата на животната средина, безбедноста во сообраќајот во урбанистичкото планирање, покажува дека го слуша гласот на граѓаните со овој партиципативен пристап, значи во досега до изработката на нацрт верзијата имаме 3000 испитаници во различни фази и со различен пристап, така што јас верувам дека ќе успеат кумановчани да ги почувствуваат резултатите и да се издигнат на едно ниво на повисок ранг кога е во прашање урбаната мобилност и мултимодалноста. Во делот изработката на планот за одржлива урбана мобилност, бидејќи денеска ја презентираме нацрт верзијата, претходно следеше имаше дел работилници во 2019 во септември месец, па потоа организирање на јавна анкета на која што беа во можност да дадат своји сугестии и мислења и граѓаните и дел од нивните мислења сигурно се вградени во оваа нацрт верзија, меѓутоа со нацрт верзијата не подразбира и конечен документ. Потоа ќе следи повторно презентација, откако ќе биде презентирана нацрт верзијата, повторно ќе има можност граѓаните да дадат своји забелешки на нацрт верзијата, се со цел конечниот предлог план за одржлива урбана мобилност да биде еден стратешки документ врз база на кој што ќе се развива понатаму и пешачкиот и велосипедскиот сообраќај и јавниот превоз во Куманово, а како стратешки документ ќе ни овозможи користење на нови фондови како од Европската унија, така и од другите донатори. Да се обидеме да најдеме нови сообраќајни решенија и нов начин на организација на јавниот транспорт во градот. И на крајот на краиштата да не дозволуваме повеќе кога ќе се шетате по тротоар да се сопнете од скалите на ново изградената стамбена зграда која што била градена под шифра А1, индивидуално домување, а подоцна е трансформирана во шифра А2, стамбена зграда без ни едно паркинг место. Тоа беше во минатото не само наше Куманово, туку цела Македонија, за жал.